Значи, сега веќе е летен период, во пролет кога ќе се стоплат деновите, се разбира дека бројот на учесниците во сообраќајот во улога на велосипедисти, во улога на тротинети, возачи на електрични тротинети, мајките со количките, со дечињата и така натаму, значи тој број на учесници во сообраќај се зголемува. Само една препорака до сите тие, значи пред се да се внимава околу старосна граница, значи еден совет и препорака до родителите да ги внимаваат законските регулативи за учество на децата во сообраќајот со тие превозни средства, само накратко ќе ги кажеме 10 години со велосипед, 14 години со електричен тротинет. Во однос на тие учесници во сообраќај сметам дека и самиот образовен систем потврли во однос на тие теми, многу помалку се изучува сообраќајот и така да уствари препорака и еден совет до родителите тие да ги подготват децата како да учествуваат во сообраќајот, за да сепак стигнат безбедно до училиште, до дома, на прошетка и така натаму. Се ствара метеж најмногу во сообраќајот по овие што се велосипедските патеки заеднички со патеките за пешаци, кои што не се физички раздвоени со физички препреки, туку се во исто ниво. На тие површини по препорака да секој си ја почитува својата сообраќајна површина и страната и правецот на движење во однос на движење на велосипедистите и тротинетите. Ако секој си ја почитува страната, правецот, во тој случај, значи, ќе имаме прво побрзо, побезбедно ќе стигнеме до целта и се разбира метежот ќе се намали и застојот во сообраќајот.